Со солзи во очите, дел од бегалците, кои денеска се наоѓаат во прифатниот камп Вино Југ на македонско-грчката граница, бараат земјата да ги отвори границите, за да може да го продолжат својот пат во некој од западноевропските земји. Вчера околу 30 на број бегалци пешки од Идомени преку Сува река нелегално влегоа на македонска територија, при тоа тројца од нив го загубија животот. Меѓу нив е и Зеки Родиран, кој раскажува дека во грчкиот камп Идомени бил околу 1 месец. Многу од луѓето според него се во лоша здравствена состојба и четворица од нив биле во болница. По патот ги водел еден криумчар, кој според Зекир најверојатно е од Грција. 2,000 euro and 2,000 euro. Плативме 2.000 до 3.000 евра за секој човек. Тоа е многу лошо. Зекир вели дека сака да оди во Германија или Австрија и не сака да се врати во Иран. We don't want to go back to Greece. And Не сакаме да се вратиме во Грција, ниту да останеме тука. Сакаме да одиме во Србија, па во Австрија или Германија, каде е безбедно и каде можеме да имаме добар живот. На една од жените во кампот и беше повредена ногата. Бегалците не сакаа да се снимаат во камера, но рекоа дека се плашат и молеа Македонија да им помогне. Во селото Моин, кое се наоѓа во близина на Гевгелија, жителите велат дека станале познати преку ноќ. На шега велат дека се соочиле со човечко стампедо. Дека малото село имало непоканети гости вчера, говори и присуството на полицијата на влезот на Моин. Таму неколку стотина бегалци се обидоа да влезат на македонска територија, пошто беа вратени во Грција. Светозар Захариевски вели дека немале никаков проблем со бегалците. Не, греото не. Проблем не сме имали, беа мирни, беа послушни, си седнаа, как ще им лафат овие полиците. Тоа имаше специјалци војска, имаше обична војска, значи луѓето имаше доста, што беше, мислам, се уреду, немаше никаков проблем. И Тана Проданова вели дека немале проблеми со бегалците и полицијата и војската добро реагирала. Таа раскажува и дека жителите им помагале на бегалците. Ако некој каже нешто дека се случил ке грешот и тука тоа што се гледаше беше мирно. Станува како ќе видеа непознати, костимисани луѓе, ќе извика уа на некој си нивни јазик, неше друго не правеа. Немаше проблеми, му помогнаме колку можеме на бебина, имаше да се соблечат лепче, му се дадеш. Што може да се помогне? Са ние и тие се луѓе. Лебот си го се даде од дома, компотче, млекце, кој што има, зенкички, тоа што има дома, нема кој нешто. Преповивање на бебето. На бебе, јас го бебенце облечувах, колку можех да помогнам, можам. И полицајцот вика греота мокро беше цело бебе. Ме вика на го соблече ако сакаш. Ќе го соблечам. Дури чујаки ми викат да не е заразно. Ако е заразно, јас остара, па нека умре. Освен овие 30 на бегалци кои се во кампот Вино Југ на македонско-грчката граница, има уште неколку кои таму веќе се наоѓаат една седмица.